تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. Što nije na minatio test gdje objasnivamo što znači govorite na alimite biznillaahi ta'ala ke продолжиме понатаму со текстот од авторот, а тој е шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах. Значи сега останатиот дел од книгата е води алимот шейхул Мухаммед рахимахуллах во вид на дискусија. Ако речи тој нешто, некој совнеш ќе му одговориш така, ако речи некој друг совнеш ќе му одговориш така. Сето тоа значи да бидиме спремни со знање. Значи да бидиме спремни со знање. Зашто страхот е за оној верник кој го оди овај пат, патот на Мухаммед салаллаху алейхи ва салем, но го оди тој пат без знање. За него треба да се плашиме. Зошто? Без знање може да падне во овие сомнежи и сплетки, што накрај значи може значи и дури да иде до излагање од верата. Поради што? Поради неговото незнање и непознавање на оваа прекрасна вера. Вели шейх Мухаммед рахимахуллах, фа ин кал, ако речи тој, зашто синоќа во последниот дел зборуваше за шефаетот, дека тие луѓе велат дека ние се упатуваме кон тие праведни добри луѓе, зошто ние очекуваме од нив да тие да прават кај Аллах субхана ва таала шефает. И така натаму. Затоа шейх Мухаммед рахимахуллах тука продолжува. Фа ин кал, а тункир шефаата Расулиллахи салаллаху алейхи ва саллам ва тебрау минха, вели шейхот рахимуллах, ако речи тој, значи оно што сака тебе да ти стави сомнежи во твојата вера, дали ти го негираш шефаетот од пегамберот салаллаху алейхи ва саллам и се откажуваш од шефаетот? Значи види, те напаѓа овде со тој, значи психолошко напаѓање, зашто ти употребува значи големи зборови, ти вели дали ти, се кога ти го велиш не му се моли на пегамберот салаллаху алейхи ва саллам за шефаетот, тогаш што ти иде со вакви зборови, што сака те да те стави значи во неизвестност и во сомнежи во твојата вера. Ти вели дали ти сакаш да се со тие зборови да негираш и да се откажиш од шефаетот на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам. Факул, тогаш одговори му нему, ла ункируха, јас не го негирам шефаетот од пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, вала атабаррау минха, јас не се откажувам од шефаетот од пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, бел хуа салаллаху алейхи ва саллам еш-шафи'ул мушаффa'у. Пегамберот салаллаху алейхи ва саллам е онај кој му е дозволено да прави шефает. Wa arju шефа'атаху, јас се надевам да бидам дел во шефаатот од пегамберот салаллаху алейхи ва саллам. Валакин еш-шефа'a, но, значи овде се важно но, валакин еш-шефа'a куллуха лиллах. Целиот шефаат е собственост на Аллах субхана ва таала. Значи шефаатот чија собственост е? Од Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам? Не. Од некој си ангел? Не. Шефаатот е собственост. Единствена, значи собственост само од кого? Од Аллах субхана ва таала. Од Аллах субхана ва таала. Зошто? Аллах што вели? Кул, скажи Мухаммед, кул лиллахи шефаату джеми'a. Каже Мухаммед, целиот шефаат е Аллахова собственост. Целиот. Лиллах. Целосно, тоа е Аллахово право. Да ти да го бараш шефаатот од кого? Од Аллах субхана ва таала. ولا تكونوا إلا من بعد إذن الله. И тој шефаат не се реализира, не се устварува, освен со Аллахова дозвола. Изнилlah. Значи, Аллахова дозвола. Значи, тој шефаат, што ти го очекуваш, се надеваш, тој не може да се реализира,
освен со Аллахова дозвола. Како што вели кема кала Аллаху Таала, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Кој може да прави кај Аллах шефаат, освен со негова дозвола. Значи види овај имам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах кажуваат нешто, одма иде со аргумент од Куранот и Сунетот. Значи ова е знаење, брат. Ова е воспитување. Што е воспитување? Да ќе учи тебе верата и мене со аргументи. Значи не беше кај нас така, ние така го познаваме ова работа. Не. Ние имаме два извори во нашата вера. Тоа е Куранот и Сунетот од пегамберот салаллаху алейхи ве селем. Значи тоа е вистинско знаење и разбирање на верата. Ти кажуваат нешто, значи вели ولا تكون إلا بعد إذن الله. Не може да се уствари шефаатот освен после Аллахова дозвола. Сега ти видиш, добро, ти што го видиш, каде имаш аргумент? Одма му спомнат ајето. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Кој може кај него, кај Аллах субхана ва таала да прави шефаат освен со негова дозвола? Значи, јасен аргумент. Потоа продолжуваат шейхот алимот, шейх Мухамед рахимуллах, ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه. И не може да се прави шефаат за некој човек, освен да Аллах субхана ва таала да дозволи за него да се прави шефаат. Значи, шефаатот, на првата реченица беше, шефаатот не се случува освен со Аллахова дозвола, а овде не можеш за некого шефаат да правиш, освен со Аллахова дозвола. Ке дотре вртувањето од алимите тука. Како што вели Аллах субхана ва таала, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Значи, тие не можат. Значи, ни пекамберите, ни ангелите, ни праведните луѓе, не можат, ни шухада, не можат да прават шефаат, освен за еден човек, за кого Аллах субхана ва таала е со него што? Задоволен. Значи, ако Аллах субхана ва таала не е задоволен со еден човек, не добиваат дозвола пегамберите да прават за него шефаат. Знаем? Потоа вели шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, وهو لا يرضى إلا التوحيد. الله سبحانه وتعالى не е задоволен освен со теухидот. Значи монотеистот. Монотеизам да биде значи имплементиран, реализиран, ставен во пракса е теухид. Значи теухид, рубубија, улухија, он есма во сифат. Сите врсти на теухид да бидат имплементирани. Значи со тоа е Аллах субхана ва таала задоволен. Со теухидот. Ако прави ширк човекот, и Аллах задоволен со ширк? Никогаш. Што значи правењето на ширк, паѓање на ширк, да падне човекот на ширк, му станува нему забрането шефаатот. Да. Не сме да прави ни пекамбер, ни мелаче за него шефаат. Завршува вечито во пеколо тој човек. Значи, ние треба да видиме, значи, огромноста и опасноста на ширкот, брат. Значи, кој заврши во неговиот живот со ширк, тој е за секогаш во пеколо. И не се дозволува за него да се прави шефаат. Значи, работата е огромна, брат. Работата е огромна и сериозна. Зашто велит кема кала Аллаху Таала, како што вели Аллах субхана ва таала, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Кој бара, кој сака друга вера, освен исламот, никогаш нема да му биде, не му прифатне. Никогаш. Значи, кој бара друга вера, кој следи друга вера, освен исламот, никогаш не се прифаќа, тоа е од него. Никогаш. Значи, единствена
prihvatena vera kaj Sozdatelot na sите svetови, a to je bez sumnje Allah subhanahu wa ta'ala, je prihvatena vera kaj neko islamot. Inna dina inda Allahi islam. Napisna verata kaj Allah subhanahu wa ta'ala što islamot. Site pekamberi, site pratenici Allahovi, se so ova vera dojdeni. So islamu. Nema li druga vera. Ibrahim alaihi salatu wassalam ne beše ni evrej, ni hristijan. Beše musliman. Isto Musa alaihi salatu wassalam, isto Isa alaihi salatu wassalam, isto Nuh alaihi salatu wassalam, isto Adam alaihi salatu wassalam, beše musliman. Nikoga ne beše, ni hristijan, ni jahudija, ni evrej, ništo. Ni budista, ni hindus, ni ne zna što drugi. Ne, musliman. Sljedeće, znači Allahova ta vera, islamu, sita. Potom veli šejh Muhammed rahimahullah, فإذا كانت الشفاعة كلها لله. Ako nije se shvatimo od ovih ajeti, od ova argumentiranja, deka celio šefaat je sobstvenost Allahova, ولا تكون إلا بعد إذنه i toj šefaat ne se ostvarovat, ne se realizirat osven posle Allahova dozvola ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه i ne može ni pekambera sallallahu alejhi ve sellem ni neko si drug da pravi šefaat za nekogo osven posle Allahova dozvola. Znači, pekambera sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne može i ne sme da pravi šefaat za nekogo sa koga Allah subhanahu wa ta'ala ne je zadovoljan sa nego i ne mu dozvoli da ne mu znači da pravi za nego šefaat. I veli šejh Muhammed وَلَا يَأْذَنُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ i Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoljava da se realizira šefaator, da se ustvari šefaat, osim za ljudi to na monoteizmu. تبين لك أن الشفاعة كلها لله. Tako je stanova tebe svega jasno. Stanova jasno. Jasno i glasno, tako rečemo po našem. Deka celio šefaat je sobstvenost od Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَطْلُبُهَا مِنْهُ. Така, ako ja sad znam razprav deka celio šefaat je sobstvenost Allahova, فَأَطْلُبُهَا مِنْهُ. Ja s toga govaram do šefaat od sobstvenika. Ko je sobstvenika na šefaatu? Allah subhanahu wa ta'ala. Znači vidi, verata mnogo je jasna. No jasna za oni ljudi koji Allah subhanahu wa ta'ala im se smiloval i im dal istinsko razbiranje da ima ova vera. Znači, baraš ti, govaraš i tvoj šefaat od sobstvenika. Od sobstvenika, to je Allah subhanahu wa ta'ala. فأقول تكابلا يا اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيا وأمثال هذا. Така znači ти правиш доба, му се молиш на Allah subhanahu wa ta'ala во твоите молитви, дали тоа во намаз, надзор од намазот, така натаму. О Allah, не ме отстранувај мене од шефаатот од пекамберот. Значи не ми го забранувај мене шефаатот од пекамберот. О Allah, направи го пекамберот да биде мој шефатчија. Значи, кому му се молиш? На Allah subhanahu wa ta'ala. А не на пекамберот салаллаху алейхи ва салем. Зошто пекамберот салаллаху не поседува ништо? Ако Allah не му дозволи, пекамберот ќе смее да прави. Ако Allah не му дозволи, колку му се молиш на пекамберот салаллаху алейхи ва салем, ништо не може да прави. Зошто пекамберот салаллаху ништо? Абдун е, значи што? Роб. Аллахов роб е пекамберот салаллаху алейхи ва салем. Сега, во објаснувањето, вели шейх Салих ал-Шейх, кои се оние луѓе, се збориме за шефаатот, така вечерва те значи, е шефаат. Кои се оние луѓе кои ќе прават шефаат на судниот ден? Нали? الذين يشفعون كما جاء في الحديث هم الأنبياء والملائكة والعلماء والصالحين وأولهم
Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Znači, on je koji pravat na sudnji ден те смеят и им е дозволено да прават шефаат се пекамберите, се ангелите, се алимите и се праведните луѓе. Врвниот нивни, значи првиот од нив е кој? Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Значи тој што ги води, предводува, значи први што е начело што се понаша. Е кој? Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Но сите, дали тие се пекамберите, или ангелите, или алимите, или праведните луѓе, не смеат по никој начин да почнат со шефаатот, освен кога? После кога ќе ми дозволи Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala не е задоволен освен со теухидот. Освен со теухидот. После тоа, шейх Салих ал-Шейх спомнува неколку категории на шефаатот. Значи, шефаатот на судниот ден од страна на нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва селем не е само една категорија, една врста, е неколку врсти. Првата врст е оној шефаат за да почне пресудувањето. Значи, да почне обрачунот. Значи, за да се луѓето ќе бидат толку во тешкоти, во неизвестност, во маки, што ќе бараат почнато од Адам алейхи салату вассалам, до Нух алейхи салату вассалам, до Ибрахим алейхи салату вассалам, до Муса алейхи салату вассалам, до Иса алейхи салату вассалам и на крај Мухаммед салаллаху алейхи да им почнат да му се молат, да му се молат на Аллах субханаху ва таала да почне, значи, да почне хисаб, значи да почне обрачунот. Да почне обрачунот. Ова се викат, ова е шефаат, ова категорија на шефаат е шефаатул узма. Големиот шефаат. Големиот шефаат. И со овај шефаат се искажува изворедноста на нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и дека тој е најдобар од сите пекамбери. Зашто секој пекамбер ќе и пратеник ќе ги прачат луѓето до кај другиот. И на крај Иса алейхи салату вассалам ќе ги испрати до Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и пекамберот салаллаху алейхи ва селем што ќе вели јас сум за неа. Значи за тој шефаат. Но пекамберот салаллаху алейхи ва селем не ќе почне одма да прави шефаат. Не сме. Ќе појд под аршот од Аллах субханаху ва таала и тука ќе се моли, ќе прави дова, ќе го слави Аллах таала, додека да му се дозволи од Аллах таала да почне да прави шефаат. Значи не сме тоа само од почеток сам да почне. Туку чека дозволата чека дозволата од Аллах субханаху ва таала. Чека дозволата од Аллах субханаху ва таала. Значи ова беше првата врст или категорија на шефаат, е шефаатул узма, значи големиот шефаат. Втората врст категорија на шефаати, што пекамберот салаллаху алейхи ва селем ќе прави на судниот ден, шефаат за грешниците од неговиот уммет, оние кои правиле гревови. Ќе прави пекамберот салаллаху алейхи ва селем шефаат да тие да не влезат во огнот. Значи тие имаат со поради нивните грешки заслужуваат да влезат во огнот. Значи, но поради шефаатот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, со дозвола Аллахова, ќе смее пекамберот салаллаху алейхи ва селем за нив да прави молитва. Шефаат за Аллах субханаху ва таала да ги опрости нивните гревови и да ги пушти во џеннет. Трета категорија на шефаат е оние муслимани кои ќе бидат ставени во огнот, му се моля на Аллах субханаху ва таала да не чува нас од огнот,
оние муслимани кои ќе бидат ставени во огнот, во пеколо, а пекамберот салаллаху алейхи ќе му прави на Аллах таала шефаат, ќе му се моли да ги извади од огнот. Четвртата категорија, односно четвртата врст на шефаат е оние луѓе кои нивните добри дела и лоши дела тежат исто. Значи, добрите дела и лошите дела тежат исто. Така што, пекамберот салаллаху алейхи ќе прави шефаат да Аллах субхану таала да им се смилува на нив и да ги пушти да влезат во ел-џенна. Овие значи неколку врста на шефаати кои нашиот пекамбер Мухамед салаллаху алейхи ва селем на судниот ден значи ќе ги прави. Зашто ти да ги знаеш, значи да ги знаеш шефаатите, значи не е само една врст, една категорија. Затоа ја ви работи треба пишување. Големиот шефаат кој е? Шефаатот за грешниците кој е? Шефаатот за оние и добрите и лошите дела кој е? Шефаатот што се оние во џехенем да излезат да влезат во џеннет и така натаму. Човек треба да работи сите добро учење, разбирање и со пишување, брат. Со пишување. Потоа зборот на шейх Мухамед рахимуллах ва арджу шефаатаху, ја се надевам. Значи, ти му одговараш нему, не јас не негирам шефаатот на пекамберот салаллаху алейхи ва селем, не негирам и не се откажувам од него, туку ја повеќе се надевам за тој шефаат да Аллах субхана ва таала ми го даде. Ама што значи тоа да се надева? Арджу се надевам е вистинската надеж содржува да работиш за тој цел. Значи ти не можеш да речеш јас се надевам за шефаатот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, а ти сите дела имаш спротивно од она што повикувал нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва селем. Ова значи не е вистинска надеж. Ова е лажна надеж. Ти лажно се лажеш себе си. Се оно кој вистински се надева и сака да биде дел во шефаатот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, тој работи за тоа. Тој се спремува за тоа. Тој го следи сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Тој ги следи наредбите од пекамберот салаллаху алейхи ва селем и се отстранува од забраните од пекамберот што ги направи. После тоа вели шейх Мухамед рахимуллах ولا تكون إلا بعد إذن الله. Значи тој шефаат не бидува, не се остварува освен после кога Аллах субхана ва таала дозволува. Иднуллахи науан. Сега малку ќе биде комплицирано. Треба ова да го слушате повторно дома. Без друго. Иднуллахи науан. Аллаховата дозвола е две врсти. Бедо да ги прашаш. Овие работи да ги прашаш. Знаеш. Иднуллахи прашање. Дозволата Аллахова два врсти. Ќе видиш може би бедо прв пат слушнале вакви зборови. За жал, Иднуллахи науан. Значи, рековме тука дека не се усварува шефаатот освен после Аллахова дозвола. Таја дозвола е две врсти. Вели шейх Салих алу шейх. Иднуллахи l-qadari al-kawni wa idnullahi шар'i ед-дини. Аллаховото дозволување, универзално дозволување. Ова е првата врста. И Аллаховото шеријатско, верско, законско дозволување. Значи ова е, треба слушање и пишување. Значи дозволата Аллахова е универзална дозвола и шеријатска, законска дозвола. Што значи тоа? Овие работи не се само така спомнати. Ова е припрема за тебе, за да сватиш ти целиот контекст, за да можеш на такви луѓе да им возвратиш.
Ако не се спремаш и со ова, ако не се обучиш со ова обука, ти си лесна игра за него. Значи, Аллаховата дозвола е универзална дозвола и шеријатска законска дозвола. И потоа вели шейх Салих ал-Шейх, والشفاعة تحصل يعني لا تحصل لا تكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين. Шефаатот не се остварува, не се реализира, освен кога Аллах субхана ва та'ала ги дозволува двете врсти на дозволи. И шеријатската и универзалната. И шеријатската и универзалната. Што значи, не може да се прави за еден човек шефар на судниот ден, освен Аллах субхана ва та'ала, значи, дозволува, значи, и шеријатски, и универзално, значи, дозволува да се прави, значи, за него шефар. Гледано шеријатски сега, малце пример за разјаснување. Гледано шеријатски, дали законски, шеријатски гледано Аллах е задоволен со ширкот? Не. Аллах сака ширк? Не. Ширкот е омразен кај Аллах та'ала. Што значи, ако правиш ти ширк, ти шеријатски, законски, ти се забранува верски тебе шефаат. Ти нема да видиш дел од тој шефаат. Зошто? Аллах субхана ва та'ала не го пропишал ширкот, туку го забране. Што го ни пропишал нас? Теухидот. Исто така, значи, оној човек кој бара шефаат од пекамбарот салаллаху алейхи ва салам, пекамбарот салаллаху алейхи ва салам во неговиот гроб, тој во вистина со тоа дело, токму тој шефаат го уништува за себе си. Значи, некој моли на пекамбарот салаллаху алейхи ва салам кај гробот во Медина. И му се моли на пекамбарот салаллаху алейхи ва салам. Ја Расул Аллах, ја ти се моля тебе за шефаат. Со ова тој, иако може да има добра намера тој, не му вреди тука добрата намера. Со ова тој, во вистина, не му се забранува шефаатот од пекамбарот салаллаху алейхи ва салам. Зошто тој прави едно дело кое Аллах субхана ва та'ала шеријатски го забранил. Шеријатски го забранил. Потоа вели шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах дека изнуллахи el-qadari, el-kauni, што значи универзалната дозвола Аллахова? Што значи универзална Аллахова дозвола? Вели шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах дека оној кој има право на шефаат, како пекамбарот салаллаху алейхи ва салам, например, оној кој има право на шефаат, значи овде збориме не за оној кој ќе се прави шефаатот, туку оној кој има право за шефаат, оној кој има право за шефаат, на судниот ден тој не може да почне да со тој шефаат да го спроведува, да му се моли на Аллах субхана ва та'ала, онака како што се случува во дуњалокот. Во дуњалокот изнул кауни се случуваат, ама изнул шар'i не се случуваат. Пример, на дуњалокот може би ти му велиш на некој човек, моли му се на Аллах субхана ва та'ала за мене, така? И ти му се молиш на Аллах субхана ва та'ала. Ама дали таа дова, таа молитва ќе се прими или не? Тоа е кај Аллах, не, тоа е кај Аллах субхана ва та'ала. Значи тоа е кај кого? Кај Аллах субхана ва та'ала. Ама тебе почетно ти се дозволува, значи. Ти му се молиш по намаз, надзор од намазот, му се молиш на Аллах та'ала. Ова значи тоа е измул кауни. Дозволата универзална. Во дуњалокот мој, на судниот ден не. Значи тоа е измул кауни, дозвола универзална. На судниот ден не можеш да ја правиш освен со Аллахова дозвола. А во дуњалокот можеш да ја правиш,
Но дали тај ќе се прифатат или не, тоа останува значи кај Аллах субханаху ва таала. А на судниот ден значи не можеш ни да почнеш со неа. Значи не можеш да почнеш да го правиш шефаатот без да му се дозволи на тој пекамбер или ангел или праведен човек од Аллах субханаху ва таала. Тако пример нашиот пекамбер салаллаху алейхи ва салем. Пекамберот салаллаху алейхи ва салем има право на шефаат, така? Големиот шефаат, како први, шефаатул узма. Има право на шефаат, пекамберот салаллаху алейхи ва салем. Има право, така? Има право. Но тоа право, дали му дозволува нему одма пекамберот салаллаху алейхи ва салем почетно да почне со шефаатот на судниот ден, без да бара дозвола од Аллах, не може. Затоа од пекамберот салаллаху алейхи ва салем под аршот од Аллах субханаху ва таала и го слави да Аллах субханаху ва таала, онака како му доликува на Аллах субханаху ва таала, се додека му се вели на пекамберот салаллаху алейхи ва салем, ја Мухаммед, ирфа расак. О Мухаммед, крени ја твојата глава. Васал туата, прашувај, моли се, ќе ти се дај, вашфа тушафа. Значи прави шефаат, ќе се послуша тој шефаат. Значи кога ќе почне онај шефаат што е право од пекамберот салаллаху алейхи ва салем, што му го дал Аллах како почест на пекамберот салаллаху алейхи ва салем, кога ќе почне пекамберот салаллаху алейхи ва салем да го стварува тоа? Кога Аллах таала не му дозволи. Пред тоа не сме ни да почне. Не сме ни да почне. Значи изен кауни, да сватите подобро, изен кауни, во дуњалокот, значи, мој човекот да прави и без дозвола така. Ама дали тој ќе се примет или не, тоа е друга работа. А во ахиретот со изен кауни, универзална дозвола, не може ни да почне. Не може ни да почне до почеток, се додека Аллах субханаху ва таала му дозволи. Исто што кажува тој хадис кој пренесува дека пекамберот салаллаху алейхи ва салем на судниот ден ќе оди под аршот од Аллах субханаху ва таала и го слави Аллах таала и така натаму, додека да му се дозволи да прави шефаат. Што значи тоа? Ова значи дека пекамберот салаллаху алейхи ва салем не го поседува шефаат. Шефаатот е Аллахов. Затоа тој од Аллаховиот арш, за да барат од Аллах дозвола за тој шефаат. Значи тој не го поседува него самостојно, од себе си свој, не. Тоа му е даден од Аллах таала. Тој треба да бара дозвола од собственикот на тој шефаат, а тој е Аллах субханаху ва таала. Зашто ако не беше така, пекамберот салаллаху алейхи ва салем почеток ќе почнеше. Но не, треба да барат Аллахова дозвола. Исто, Аллаховиот значи говор мен заллази јешфа'у индаху илла би'изни. Значи кој може да прави кај Аллах таала шефаат освен после Аллаховата дозвола. Значи овде е за судниот ден. И тука содржува, значи, и изен кауни и изен шар'i. Значи затоа ние треба да ви работи изен кауни и изен шар'i усо, подобро на арапски да ги запамтиш. Подобро на арапски да ги запамтиш. Значи кога можеме да памтиме имиња од неверници, имиња од не знам што, значи други работи, зошто не можеме да памтиме работи што се важни за нашата вера. Пример во врска за дуњалокот за Иден Кауни. Нух алейхи салату ва салам му се молеше на Аллах таала за свој син, но не му се прима тоа. Што значи почетно тој му се молеше директно, без да бара, значи без дозвола, директно се молеше за неговиот син, но не му се прима тој, значи тој шефаат. Исто вели шех Салих ал-Шех, значи Ибраим алейхи салату ва салам за неговиот татко. Значи се молеше. Иден Кауни, значи се случува во дуњалокот, но останува дали тоа ќе се приме или не. Ќе Аллах субханаху ва таала. И Аллах таала не прима никогаш
за луѓе кои се мушрици. Никогаш. Потоа вели шейх Салих ал-Шейх да Ибн Кауни, универзалната дозвола на судниот ден не може, значи се збори за судниот ден, не може да се реализира, да се уствари, освен кога се исполнуваат условите за Ибн Шар'i, за шеријатски законски дозвола. Значи, да бидеме појасни, што се значи условите за шеријатски законски да биде дозвола дано за оние луѓе од таухидот што се. Ако не ги исполнат и овие услови, тогаш не се дават од почеток више Ибн Кауни на судниот ден. Значи, кому му се дават Ибн Кауни на судниот ден? На оние, значи, за оние да се прават кои ги исполнуваат условите за Ибн Шар'i. Значи, ови работите повторно 2-3 пати слушање и исто требите пишување. Значи, знаењето е многу важно да се пишува. Без пишување, денес сме да се запамтилти. Јас ти верувам дека се запамтилти сега во моментот. Ама ќе помниш една недела, 2 недели, имаш сите работи заборано и после стоиш тука, може ти да такви прашања утре, се поставуваат такви прашања и не ги знаеш. А тоа сето тоа е последица од непишувањето. Последица од непишувањето. Потоа вели шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах дека гледано шефаатот временски. Значи, гледано шефаатот временски. Се категоризира во две категории. Шефаатот, односно молитвата пред смртта, значи во дуњалокот, во животот, и шефаатот после смртта. Зошто ова го спомнува шейхот во објаснувањето? Го спомнуваат ова за ти да разбериш дека гледано од аголот на времето така, временски определено, има шефат, значи пред смртта, значи во животот, во тек на живењето и после смртта. Она врста на шефаат во тек на живењето се случуваат да тој што прави шефаат, тој што прави значи молитва, од самата своја волја да почне директно со шефаатот. Но дали ќе му се прима нему или не, тоа е кај Аллах субханаху ва таала. А во насудниот ден, после смртта, значи гледано, шефаатот, времето после смртта, не се случуваат Ибн Кауни, без да бидат исполнети условите за Ибн Шар'i. Значи временско гледано, гледате, пред смртта, ова важи. Ибн Кауни може да се случи, но дали ќе биде примано, ке Аллах субханаху ва таала. После смртта, Ибн Кауни не може да биде, освен да се успарат условите за Ибн Шар'i. Значи ова е во врска за дозволата. За дозволата. И после тоа, вели шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах, шурут еш-шефа'a, кои се условите за шефаат. Значи, ти ги кажуваат сега услов. Кои се, значи, за да биде устварен тој Ибн Шар'i, треба овие услови да бидат исполнети. Условите шурут еш-шефа'a, вели шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах, вели дека е el-idn wal-rida, дека е условите за шефаатот е Аллаховата дозвола, а тоа дозволата рекоме дека е две врсти, и Аллаховото задоволство.
الرضا نوعان. Isto Allahovo zadovoljstvo je dve vrsta na zadovoljstvo. Rida ani šafi', zadovoljstvo za onaj koji pravi šefat, treba da Allah biti zadovoljen sa to što je pravi šefat. Wa rida ani mešfu'in lahu, i zadovoljstvo to Allahovo za onaj koji se pravi šefat. Znači, uslovite za šefatot se dva. Dozvolat Allahova i zadovoljstvo od Allahovo. Da Allah dozvoli i da bi zadovoljen. Zadovoljstvo to je dve vrsti. Preto zborime dozvolata dve vrsti. Сега збориме zadovoljstvo to je dve vrsti. Zadovoljstvo za onaj koji će učiniti šefatot i zadovoljstvo za onaj za koji će se učiniti šefatot. Znači, gledajte, ova treba biti koncentracija, treba biti razmišljuvanje, da ti vi pamet od tuka. Znači, ova nije, brat, znači, prikazne. Se nije za žal smo naviknuti na prikazne i ti mi se mogu li se sviđati nas. Ako se učime kao prikazna i svi te razbirame, znači pazarska prikazna. I svi te razbirame uvo i velime, maša Allah, vidi ođava, kaža, deneska ili čovjekov ili znanju, a to vrska je prikazna, ba to ne je znanje. Ама ние дека не сме со вакви работи научено и кога ќе служиш ти прв пат вакви работи, иден, риба, ова, она, тебе глада тие, виж, ова знање, баш ова е знање, брат. Ова е истинско знање. Ако ти немаш овие работи, брат, ако ти не исполнуваш овие услови, тија како рекол си нека џабе, брада и кратки панталони. Ти овие работи се основа на нашата вера. Основа на нашата вера. После тоа вели, исто, вели шех Салих Алушейх, хафидахуллах, гледано или рачунето од други агол. Дека таја дозвола што ја спомнавме пред тоа што е две врсти, шеријатска и универзална, од други агол гледано исто се категоризираат на две врста. Едната е да биде дозвола за шефаджијата, кој го прави шефатот, и другата е да се дозволи за оној кој ќе се чини тој шефат. Значи, прето биме да биде Allah задоволен со шефаджијата и за оној кој се учини шефатот. Ова е задоволството на две врсти. Овде е дозволата исто од другог агол гледано с перспектива дека и таа две врсти. Дозвола за тој кој ќе прави шефат, шефаджијата, и дозвола за оној кој ќе се учини тој шефат. Значи, што значи дека овие работи се многу врвно важни за ние да ги учиме, да ги сватиме, и кога ќе дојдат тие, значи, луѓето кои сакаат на муслиманите да им стават сомнежи во нивната вера, тогаш, значи, треба да биде спремен со овие аргументи и да му ги кажеш овие, значи, поделувања, овие врсти, овие категории, затоа да не може тебе да те измами со врска за шефатот од пекамберот салаллаху алейхи да ти да паднеш во тие сплетки и интриги негови, да поиш кај пекамберот салаллаху алейхи или од твојата куќа, да му се можеш на пекамберот салаллаху алейхи за шефатот и така ти да паднеш во ширк, што тоа тебе ти го уништува правото да се прави за тебе шефат. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.